на која што Македонија и Балканот и се мали или, поразлично кажано, Драгана Спасовска, која што ќе ни ја раскаже нејзината приказна од нејзин агол. Ве молам се еден огромен аплауз да ја поздравиме. Ви благодарам, добро вечер на сите и баш ми е чест и драго што сум во оваа прекрасна емисија. Ќе се дружиме и ќе се забавуваме. Дали слушна како те најавив? Не се којдневен лик од јавната сцена. Фала многу, за тебе истото го мислам, затоа што ти си една од ретките истоводителки што знаат како да го представат гостинот. Ти благодарам премногу, за прв пат си ни во нашето отворено студио. Како ти е? Дали ти е убаво? Убаво те пречекавме, убаво се чувствуваш? Како на дубајско ниво. На дубајско ниво. Види вака, мене Дубај ми е еден од омилените градови, така што мора да е барем приближно. Фала, еве ќе си те земам за таму, може да си водиме емисија колку сакаме, така да добре дојде на си во Дубај. Морам да ти го пофалам на почеток твојот изглед и се што имаш направено, сакам да ти кажам дека изгледа многу убаво и ништо, ниту нападно, баш се на место. Фала многу за мојот изглед, за косата и за шминката си погрижи Октај, најдобриот фризер во Македонија. Фала ти, Октај. Октај мене нема нашминка, ама ќе ти простам. Немаше време, премногу е запатен. А тоа е целата поента на сите операции што ги имам правено, да изгледам по натурал и да не биде да си го изгубам личниот опис. Така да баш ми е драго што луѓето тоа може да го забележат кога имам корекции, дека тие се минимални, а секогаш кажувам дека сите корекции треба да бидат како рефреш. Покрај тоа што ти го пофалив изгледот, сакам и да ја пофалам твојата смелост да со само еден збор успееш некако да го свртиш вниманието на медиумите и тоа не само тука кај нас во Македонија, него и надвор. И тоа не го може секој да се разбереме уште на почеток и тука сакам да кажам дека многу често знаеш пример да бидеш без цензура, да бидеш гласна или во случај да е пишана форма да биде читко напишано. Така е се што кажав, нели? Прво, јас за себе имам многу високо мислење дека секој човек прво треба да се сака себе. Абсолютно. И тоа што ти се сакаш себе, како си разговара за себе, тоа и ќе го зрачиш и така и луѓето ќе те гледаат. Јас сум една девојка што е многу амбициозна, sky has no limit, небото нема лимит. И сето тоа што некогаш сум го посакала, ја го манифестувам и тоа ми се остварувало, затоа што имам високо мислење за себе, знам каде треба да бидам дрска и каде треба да покажам реакција, но исто така каде треба, пример, да не го изразам моето мислење, затоа што има луѓе што едноставно што и да им кажеш, нема потреба да делиш од времето за некој што не може да те разбере. Да. Јас исто за себе сметам дека сум юник, дека сум специјална, аутентик, секогаш гледам да не бидам следбеник, фолоуер, да не следам правила. Ако сите луѓе модата е да се облакаат, пример, во сукњи или што и да е, јас нема да го следам тоа. Јас секогаш сум била... Ама ја следиш Ким Кардашијан, немој сега така Добро, да кажуваш. Ким Кардашијан, да, но како целосно, пример, еве сега модава лабубу, што ги има тие малите кукли, секој ги купува и даваат ненормални пари за тоа. Јас никош не би купила нешто само затоа што народот го купува. Биди искрена, Ким Кардашијан да го купи, нема да го земеш и ти? Па не, затоа што без разлика јас Ким Кардашијан ја следам, она ми е идол, но не се копирам. Јас копирам кај неа тоа што мене ми се допаѓа. И пример, ете, многу од работите, мене ми се допаѓа пример тоа што она се облака во црно и nude color, а јас исто тоа ми се двете омилени бои и она е многу минималист. Гледам дека и кај неа дома има во станот кај мене во Дубај, апсолутно немам ништо што е непотребно. Сакам многу минимални работи, дури за козметика, секогаш си купувам еден парфем, додека не го истрошам, не купувам нов. И видов дека самата јас сум таква, но видов дека и она од незиното шоу, дека и она е минималист. Добро, значи тргнуваме по стапките на Ким Кардашијан, но само таму каде што одговара, таму каде што не одговара. Јас сум си Драгана Спасовска и не би сакала да го изгубам мојот идентитет, а како што кажав дека јас планирам и да ја надминам, така да... Објасни ми само како. Види, што сакаш да надминеш кај неј, за пример? Сакам да надминеш. Па не би сакала да ја надминам во тоа да бидам попопуларна од Нејза
и да јас да бидам таа што ете сега Ким Кардашијан ипак е повозрасна, она е веќе не знам колку години во очите на јавноста и сметам дека јас како помлада имам тие амбиции, ги имам и сите тие, како да кажам, на бугарски викаат качества, сега ќе ми извините некои зборови може така да ми дојдат, квалитети, ги имам сите тие квалитети да постанам новата Ким Кардашијан. Добро, Драганче, сега тука Ким Кардашијан ќе оставиме на страна. Добро. Јас сакам да се вратиме на твоите почетоци, односно на корените, од каде што тргнува таа желба за тоа јавно признавање или за тоа да, пример, кажеш на светот која си ти. Јас верувам дека тоа што го имаш и само изјавено, дека додека си била мала, си била на некој начин си доживеала булинг од деца кои што биле на твоја возраст тогаш, па дали мислиш дека од таму тргнува таа бунтовност, да тогаш не си можела, ама сега можам и ќе ви покажам јас која сум? Па не, вака, јас прво тоа со булингот започна, да речеме така, во основно, а пред основно, јас уште од почетоците кога бев мала, знаев дека сум поразлична, знаев дека никогаш нема да живеам во Македонија и знаев едноставно луѓето што се посебни, како и тоа да звучи, луѓето што се посебни го испитуваат тоа, знаев дека бев едноставно поразлична од другите, дека сум посебна и дека ќе бидам еден ден многу популарна. А булингот почна веќе, нели, јас имав голем нос, децата ми се смеува за тоа што имав голем нос. Нормално е кога одиш во училиште и затоа, пример, јас моите деца би подразмислила дали да ги пратам во училиште, затоа што во училиштето не можеш и многу да научиш. Може би дома да имаат учители што ќе ги учат, децата многу пати се учат на неприлични думи во училиштето. Многу пати има тепачки, има булинг. Значи, нема потреба и тоа веќе се оформува и се создавува траума кај детето што подоцна е многу потешко да се лечи. Па да, ама дома ли ќе го не можеш дома да го чуваш детето во стаклено звоно, па како јас да сите не би живеела, не знам каде би живеела и како ќе ми се развие животот понатака, но има примери приватни, да речеме приватни школи или да речеме многу од луѓето зборуваат за тоа дека може би дома наставниците да дојдат да ги учат, тоа би имало исто детство да се дружи надвор. Таа социјализација многу може повеќе да наштети отколку да донесе плусови, затоа што јас поминав низ тој булинг и многу други деца, како и пример на тема расизам, исто на тема тоа што ако некој е посиромашен, му се смеат, ако примерно едни патики ги носи цело време, на тема физички изглед, јас не би сакала лично моето дете да страда. Да се вратиме и на темата. Да, јас сакав само тука да се надоврзам дека некогаш може примери приватните училишта знаат да бидат и многу позлобни отколку државните училишта. Искрено зависи каде, како што кажав, јас би сакала, ете ако е во Дубај, такви работи не би мислела дека би имало, затоа што ако се пожалиш, таму има и многу строги казни, може и до затвор. Таму не можеш јавно да се караш, да повишуваш тон, нема тепачки, затоа следи затвор. Значи така, детето ќе расте во Дубај или? Како рекол Господ, ќе видиме. Иначе за почетоците јас од мала кажав дека одев во Сител Бамбини, на Сител телевизија беше, Сител Бамбини моите почетоци, после на детски начин бев гостинка, на звон, така сама, секогаш бев упиклива, се пикав пред камери. Тоа што ме правеше среќна бев само да има една камера да ме снима и тоа што се труди човек и си ги своите соништа си ги остварува, на крај ќе има резултат. И резултатот е ова што сум денеска. Јас во Бугарија Нова телевизија и BTV, една од најголемите телевизии, снима 7 сати за мојот живот, за целиот мој живот и тоа беше едно од најгледаните. Па тоа беше пред 8 години, мислам дека третата година, така нешто, трета, четврта година живее во Дубај. Тоа ме направи како доста популарна таму. Ми имаше и на Билборд, на доста списанија, Билборд, на Нью Йорк Таймс Сквер. Сум постигнала надвор од Балканов, што не знамете. Ретко некој кој би успеал и би седел со такви луѓе и би бил на насловна на светски списанија. Ќе стигнеме до луѓето, затоа што ми се направени редоследно да ги одиме етапно работите, да не ги прескокнуваме. Без пардон кажуваш многу работи.
И некогаш, пример, кажуваш работи кои што и другите ги прават, но не се осмелуваат да ги пренесат јавно. Тука ќе почнам со тие некои операции кои што се направени, естетски корекции и да се разбереме уште на почеток. Сум за секој човек да се направи тоа што сака да се направи за да се чувствува поубаво. Но пример, тебе би те прашала зошто сакаш да постигнеш совршенство? Ја бараш совршеноста, знам дека ја бараш. Значи вака, прво во Бугарија ние кажуваме данок мнение не плаштам, што значи данок мислење не плаќам. Јас за туѓото мислење не живеам и мене не ме интересира, еве и сега ова за операциите ти што ме праша. Нормално после тоа може да има илјадници коментари, што правела, како правела, да, можам да си го дозволам, да имам тие финанси што се потребни, имам и желбата, зашто да не. Јас сакам да бидам best version of myself, најдобрата верзија на себе си, како физички, така и психички. Секој ден исто читам книги, правам медитации, имам свој гуру, одам на Бали на ретрит, спијамете во џунглата 7 дена, ме будат шумот на птиците, сабајле од 6 до 7 имам кундалини јога. Така исто сакам и физички јас да изгледам добро, затоа што вистина е дека сум доста самокритична кон себе си и кон мојот характер и кон надворешниот изглед. И све што сакам да направам е минимално. Како што многу пати сум кажала во сите интервјута, устата и градите ми се природни, а сите тие луѓе секогаш прашуваат, еве види целата извештачена, ја напумпала устата, градите, а тоа е она што си е моја. И зашто да не бидам совршена? Мислам, никогаш човек не би бил совршен, секогаш ќе најде некоја мана, но во моментов со изгледот и со характерот што го имам, мислам дека сум постигнала нешто и си се сакам себе. А тоа не значи дека утре не би направила